Здраво и добре дојде на првата лекција од програмата Креирај го животот од своите соништа. Во оваа прва лекција ќе зборуваме за она што е главно и она што е вовет во креирање на животот, односно во манифестирање. Како прво мора да го споменеме законот на привлекување. Што е закон на привлекување? Тоа е само универзален закон кој што постои на во нашиот универзум и е закон кој што ние никако не можеме да го одбегнеме. Што значи тоа? Ти можеш да веруваш во закон на привлекување, можеш и да не веруваш, ама тој секако ќе делува и ќе биде вклучен во твојот живот. Затоа подобро ти е да се едуцираш, да истражуваш и да знаеш како можеш да го користиш во своја полза. Наместо законот на привлекување да делува врз твојот живот во насоки во кои што не се корисни за тебе и насоки кои што ти не сакаш, потруди се да го искористиш во своја полза. Односно, да го креираш и манифестираш животот од твоите соништа. Затоа што ти ја имаш таа моќ. Ја имаме сите ние. Ако законот на привлекување постои и ако секако е тука присутен, тоа значи дека ние можеме свесно да го искористиме. На кој начин? Законот на привлекување функционира исто како радиостаница. Ако се наоѓаш во Кочани, ти ќе фатиш радиостаница на Кочани. Ако се наоѓаш во Скопје, ќе фатиш радиостаница на Скопје. Законот на привлекување ја фаќа твојата фреквенција, тоа што го испраќаш во универзумот. Нашите мисли ни предизвикуваат емоција. Таа емоција има своја вибрација, а таа вибрација е одговорна за она што законот на привлекување ќе го донесе во твојот живот. На кој начин? Ајде да кажеме да го пробаме тоа дали нашите мисли предизвикуваат емоција. Ако мислиме на љубов, патување, одмор, лето, сонце, уживање, плажа, свадба, прегратки, мали деца, сите тие работи ни даваат некоја убава и топла емоција. Ако мислиме на смрт, тага и болка, болести, тие се зборови кои што имаат ниска вибрација и кога мислиме на нив, тие ни даваат некоја негативна емоција која што има ниска вибрација. Тоа значи дека таква вибрација ние му праќаме на универзумот и тој само ни го дава истото. Законот на привлеченост, јас го велам закон на привлеченост, тоа нели закон на привлекување, ни дава исто. Значи тој привлекува исто со исто. Ако јас мислам и ако зборувам во насока на позитивност, зборувам како веќе да имам нешто и како сум среќна, задоволна и исполнета, универзумот ќе ми даде уште повеќе причини да бидам исполнета, среќна и задоволна. Ако постојано кукам и се жалам и постојано сум со негативни мисли и негативни емоции и постојано велам немам пари, немам здравје, види какви се луѓето, види какво е времето, државата не е воопшто добра, тогаш универзумот ми даде уште причини, односно само потврди на моите мисли и моите зборови. Нашите мисли имаат огромна моќ, за таа моќ ќе ве замолам, може и повеќе да истражите, но јас на крајот на оваа лекција ќе ви поставам и во прирачникот еден PDF со книгата Разговори со Бога, каде што може да ја прочитате колкава е навистина моќта на нашите мисли и колку ние можеме да го промениме нашиот живот со промена на нашите мисли и со промена на нашиот фокус и уверување. Многу е важно што мислиме, а уште поважно е што зборуваме. Тоа мора да биде во склад за да може да манифестираме нешто во нашиот живот. Што е манифестирање? Тоа е само манифестација е нашата желба која ќе ја видиме во нашиот во нашата физичка реалност, односно остварена нашата желба. Манифестирање е процесот од желба
до желбата во нашата реалност. Процесот на исполнување на нашата желба е манифестирање. Како функционира целиот тој процес од желба до реалност и како функционира процесот на креирање и манифестирање? Креирањето има 5 чекори. И доколку правилно ги следиш тие 5 чекори, ќе те доведат до манифестација на твојата желба. Првиот чекор почнува со желба. Секако ние мора да имаме желба за одредено нешто за да постои процесот на манифестирање. Таа желба може да биде свесна, може да биде и несвесна. Што значи несвесна желба? Поминуваш покрај некоја кола и ти се допаѓа. Ти се допаѓа бојата, ти се допаѓа како изгледа и само поминуваш, погледнуваш и може и подсвесно да помислиш и јас би сакала да имам таков автомобил. Тоа е и несвесна желба. Понекогаш нашите желби многу често се и свесни, односно свесно изразувам желба дека сакам да имам таков и таков автомобил или сакам да имам таква и таква професија. Но тоа може и воопшто да не биде свесно искажано и тој дел оди, нели, таа желба оди во универзумот. Универзумот никогаш на нашите желби не одговара со не. Универзумот секогаш вика, да, ја имаш, остварено е, решено е, it's done, готово. Твојата желба е манифестирана. Тоа е вториот чекор. Третиот чекор е дека ти треба да дојдеш на вибрација на желбата. Секоја желба, нов автомобил, нова куќа, нов стан, нова професија, нова работа, се наоѓа на висока вибрација. Ако ти си тука, а новиот автомобил е тука, тоа значи дека ти треба да дојдеш на истата вибрација, каде што е и твојата желба манифестирана. Односно, тоа значи дека треба да имаш позитивни мисли, позитивни убави емоции, пријатни емоции и таква вибрација ќе испракаш до универзумот и тој само ќе одговори на таа вибрација и ќе ти даде, нели, нов автомобил. Ти ќе го видиш во твојата физичка реалност. Четвртиот чекор е да живееш на таа вибрација, односно да живееш на висока вибрација. Дали тоа значи дека ние треба да бидеме 24/7 позитивни, насмеани и убаво расположени? Па тоа и не е можно. Ако така функционира законот на привлекување, тоа значи дека ние не би го добили она што го сакаме, но тоа значи дека ние можеме да се потрудиме поголем дел од денот да бидеме на висока вибрација и да се чувствуваме убаво и пријатно. Ако треба да дојдеш на вибрација на желбата и треба да останеш на таа вибрација се повеќе и повеќе во денот да го живееш тој позитивен мајндсет и убаво размислување, тоа значи дека ако го извежбаш, односно позитивен мајндсет се вежба, и ако се извежбаш сама себе и ако свесно почнеш да ги наблюдуваш твоите мисли, ти можеш со текот на времето да живееш на таква вибрација. И за тебе повеќе проблем нема да е проблем, и за тебе повеќе истата ситуација во која што претходно си експлодирала нема да биде причина за да експлодираш, туку ќе биде причина за да застанеш и мирно да размислиш како може да го решиш тоа. Петиот чекор е контраст, односно експанзија. Што значи тоа? Тоа значи дека во истиот момент кога ќе ти се случи контраст, а контраст е спротивно од твојата желба или нешто лошо, немило, негативно, како и да сакаш да го наречеш, во истиот момент во универзумот се креира и позитивниот резултат од тоа. Ние живееме во универзум во кој што не само што функционира закон на привлекување, туку и функционира закон на поларитети. Односно, кој има минус, веднаш се креира и плюс. Ќе ти дадам пример за да може подобро и појасно да го разбереш ова. Ако работиш работа која што ти ствара стрес, работа која што ти е во негативно обкружување, каде што шефот воопшто не те цени, не те вреднува, колегите не те почитуваат, си доаѓаш дома изнервирана, при тоа не си доволно платена, тоа е место каде што ти си на ниска вибрација. Ако тој шеф одлучи да ти даде отказ, ти ќе сметаш дека тоа ти е контраст и дека тебе нешто лошо ти се случува и дека тебе, не знам, Господ те казнува или што се не.
тоа ќе мислиш дека е твојот контраст и негативно случување. Но јас ќе мислам дека тоа ти е твојата прилика. Ти ќе гледаш како недостаток, јас ќе гледам како плюс. Зошто? Затоа што во истиот момент кога си го добила отказот и кога се случил тој контраст, се креирало и експанзија во универзумот. А таа експанзија е твоја подобра работа, подобро место, подобра плата, место каде што ќе бидеш цената и вреднувана. Но ти не можеш да работиш на ова место каде што си цената и вреднувано, се додека си на ова место каде што си не цената и не вреднувана. Не можеш да имаш две работи во исто време од по 8 часа дневно. Значи мора да добиеш отказ за да добиеш нова работа. И дали сега тој отказ е повторно негативен настан, лошо случување, контраст? Не. Ако разбереш дека после тој контраст доаѓа експанзија и дека ти овде си во најдобрата верзија од себе, односно го живееш најдобриот потенцијал. Така функционира универзумот и секогаш кога ќе се случи нешто лошо, ако го гледаме како за добро и дека во истиот момент знаеме дека следува нешто многу подобро, нешто што е многу подобро за нас, тогаш свесно ќе го прифатиме тоа, окей, се случило, се случува со причина и се има причина и се случува во вистинско време за нас, нема погрешно време, нема погрешни луѓе, се е на вистинското место, се е како што треба да биде, тогаш со мир ќе го прифатиш и она негативно случување кое што дошло во твојот живот, чекајќи го при тоа најдоброто да се појави. И секогаш со мисла најдоброто доправа доаѓа. Тоа ќе биде твојата мотивација за да можеш во тие контрастни ситуации да гледаш позитивно. Дали тоа значи дека ние постојано ќе бидеме со позитивно размислување и кога и да се случи нешто лошо, ние веднаш ќе се шифтиме во на позитивност? Не. Јас многу долго време работам на себе, но се уште го немам истренирано тоа да секогаш и во сите ситуации знам да веднаш се свртам и кажам, најдоброто доаѓа, ова е за мое добро, но ми треба многу кратко време некогаш да се вратам на тоа, окей, сега го чекам позитивното и го гледам позитивното, ова не е лошо, од ова ќе излезе нешто добро. Понекогаш веднаш го гледам тоа, дека се случува со причина и знам дека нешто добро ќе дојде, ова е контраст, сега следи експанзија, но понекогаш знам во моментот да бидам зошто сега ова се случува, јас бев на висока вибрација, но веднаш ќе се ќе ми треба некои можеби 10 минути, ајде 1 сат и 2 и 3, но ќе се вратам на тоа дека ќе дојде подобро и експанзија следува. Затоа прво прифати ја ситуацијата во која што си и прифати дека се случува, но очекувај го подоброто. И не се обвинувај себе, ако кога ќе се случи некој контраст и некоја ситуација, веднаш да кажеш требаше да го погледнам позитивното или не требаше така да изреагирам. Прифати ги сите твои реакции, прифати ги твоите однесувања, но биди свесна дека можеш да ги промениш. Ако ги разгледавме 5 чекори на креирање, тоа беа желба, испраќање на желбата во универзумот, универзумот ти одговара со да, ја имаш. Третиот чекор е дојди на вибрација на желбата, четвртиот чекор е остани на таа вибрација, петиот е контраст експанзија. Дали секогаш ќе се случува контраст? Не. Може понекогаш да посакаш нов автомобил за 2 дена да го манифестираш, но понекогаш може да посакаме нова работа и да не ја добиеме, односно да аплицираш за некоја работа и да те одбијат и тоа ќе го сметаш за контраст, но знај дека ќе дојде подоброто. Контрастот доаѓа за да ни каже дека универзумот има подобар план за нас и дека секогаш треба да се надеваме на она подоброто дека ќе дојде. Што е она што креира? Ги разгледавме чекорите на креирање, го разгледавме законот на привлекување како функционира. Што е она што креира? Што е она што манифестира? Манифестира нашата мисла, манифестира нашиот фокус и нашето уверување. Нашата мисла е она на што ние сме подсвесно навикнати да го мислиме и можеме да ја промениме. Со свесно наблюдување на нашите мисли, дојде некоја негативна мисла, ја гледам, окей, тука е, а сега ќе ја променам во позитивна. Тоа се постигнува со медитација. И тоа се постигнува кога во медитација ќе ги намалиме интензитетот и сообраќајот на нашите мисли и ќе го дадеме фокусот да ги следиме, да не ја превземаме таа мисла како тоа сум јас, ние не сме нашите мисли, но значи дека ја наблюдувам и гледам дека сега ми дошла некоја негативна мисла и нема да дозволам за неја да се прилепат уште 100
и цел ден да ми биде во тие негативни мисли. Ке ми дојде негативна мисла дека немам доволно пари, окей, но знам дека ќе дојдат. И знам дека ќе се случи нешто добро и знам дека ќе најдам начин во кој што се ќе се среди. И знам дека универзумот се прави за мое добро. Things are always working out for me. Тоа значи дека мојот фокус и оно на што го ставам фокусот исто така креира. Ако ми дошла мисла дека немам доволно пари, јас цел ден се фокусирам тоа да го мислам и од каде да најдам пари, и зошто немам пари, и зошто Господ ме казнува или универзумот или не знам кој, јас ќе останам во тоа немање. И ќе останам во таа ниска вибрација, универзумот ќе ми даде само исто. Утре пак да бидам со немање пари и пак да бидам со такви мисли. Но ако го ставам мојот фокус на, окей, немам пари, но ќе се реши, имам здрави деца, јас сум здрава, имам партнер кој што ме сака, имам здрави родители. Или го ставам фокусот на убавото време, на сонцето, го ставам фокусот на тоа дека имам работа, имам од каде да заработам. Значи, сепак имам, сигурно сите ние имаме нешто добро на што може да го ставиме фокусот. Го ставам фокусот на оно што го имам. Ако разгледавме дека добро, моите мисли креираат и какви се ми мислите, таков ќе ми е животот. Ако мислам убаво и позитивно, тогаш таква реакција, нели, исто такво ќе ми дава универзумот. Мојот фокус, на што ми е фокусот, што останува? Моите уверувања. Што се уверувања? Само повеќе пати повторени мисли. Односно, тоа значи дека она на што ми научиле моите родители, моите професори или оние кои биле околу мене. Какви уверувања имаш ти на тема пари, на тема љубов, на тема здравје? Дали лесно се губи здравјето? Дали парите е тешко да се заработат? Дали животот е борба? Или животот е бајка? Парите лесно се заработуваат? Здравјето лесно се добива. Затоа што здравјето е моја одговорност. И како јас се грижам за самата себе, за моето ментално и физичко здравје. Какви мисли имаш за тема брак? Дали бракот за тебе е досада? Дали е мачење? Дали е задолжително, или бракот за тебе е уживање и љубов? Дали работата ти е стрес, напорност, или работата ти е уживање? Дали ти е задоволство? Тоа се твоите уверувања. Во PDF прирачникот после оваа лекција ќе добиете и за домашно, да ги разгледате вашите уверувања кои што ги имате на главните теми од животот сега, но ќе имате и дел каде што треба да креирате нови уверувања. Ако мислиш дека животот е борба, тоа уверување сигурно не ти користи, не ти доноси ништо поинаку во животот освен борба. Ако мислиш дека парите тешко се заработуваат, со сигурност тогаш универзумот само ти одговара на твоите мисли дека да, парите тешко се заработуваат и тоа се твоите уверувања, тогаш можеш да ги промениш. Што сакаш да живееш? Живот во кој што парите лесно се заработуваат. Тогаш тоа ќе биде твоето ново уверување. Парите лесно се заработуваат. Парите со леснотија доаѓаат кај мене. Јас сум магнет за пари. Како се менуваат уверувањата? Со повторување на позитивни изјави, односно на изјави кои што сакаме да ги живееме. А тоа се афирмации. Следно со што сакам да зборувам во оваа лекција е мајндсет, како што кажавме, нели, нашите мисли, фокуси и уверувања креираат, па за да го промениме нашиот живот, треба да го промениме нашиот мајндсет, а многу битно нашиот self-talk. Како разговараш со самата себе? Како разговараш со сите останати околу тебе? Јас за домашно, како утринска рутина ти дадов медитација, ти дадов афирмации и благодарност. Зошто? Затоа што тоа се првите 3 методи од 10 методи за кои што ќе зборуваме во оваа програма. Медитација, афирмации и благодарност се методи кои што може да ти го променат животот од корен и кои што се методи за креирање и манифестирање. Но ако ти наутро станеш и кажуваш афирмации, јас сум магнет за пари, јас сум здрава, јас сум среќна, јас имам љубов, јас имам партнер кој ме сака, измедитираш и отидеш на работа. Се среќаваш со твојата колешка и почнуваш: главата пак ме боли денес, плата кој знае дали ќе земеме, немам доволно пари, цела плата ми оди на кирија. Ти само кукаш и се жалиш. Афирмациите нема да работат во твојот живот. Односно, нема да ти користат да ја креираш реалноста како што ја сакаш. Затоа е потребно да го промениме оној self-talk и оној разговор со сите останати околу нас. Тоа значи дека треба да внимаваме на нашите мисли и нашите зборови. Дали е тоа тешко и јас треба да бидам фокусирана цел ден на што мислам и што правам? Не е тешко ако сватиш дека твоите мисли и твоите зборови ти предизвикуваат емоција.
А ако се запрашаш само како се чувствувам и тоа постане главно прашање во твојот ден, како се чувствувам сега, додека пијам кафе со мојата колешка, пријатно, разговараме за убави работи. Ако разговарате за негативни работи и чувствуваш негативна емоција, мени тема, мени просторија, мени колешка. Многу е битно да знаеш да ги наблюдуваш твоите чувства и емоции, затоа што тие ја испраќаат вибрацијата во универзумот и тој само ќе ти одговори на истото. Наблюдувај се себе, наблюдувај што мислиш, наблюдувај како се чувствуваш и прашувај се како се чувствувам. Ако не се чувствувам окей сега и тука, направи нешто за да го промениш тоа. Ако не можеш да промениш просторијата, односно си на работа и таму не ти е пријатно, промени го тоа во твојата глава. Замисли сега дека си на некоја плажа, како пиеш коктел и како ти е убаво. Или наблюдувај го твоето зошто. Зошто е работам оваа работа која што не ја сакам? За да можам да им обезбедам доволно финансии на моите деца. Имаш доволно јако зошто. Доволно јако зошто за да со тие пари можеш на твоите деца да им купиш нови патики, да ги одвезеш на одмор, за да може да и дозволиш некои работи кои што инаку не би ги дозволила. Твоето зошто нека биде онаа твоја звезда водилка и нека ти дава позитивно чувство и она пријатно и топло чувство околу срцето. За да не трае ова видео 3 дена, ќе се вратам само да го кажам тоа дека оваа програма ја почев за да можам мојата трансформација и патот кој што јас го одев да го пренесам и на вас. Дали јас секогаш бев со тој позитивен мајндсет и позитивно размислување и креирање и манифестирање? Не, јас бев таму каде што можеби и ти си сега. И за мене многу ситници правеа стрес и јас се нервирав за многу ситни банални работи и бев избувлива. И јас мислев дека треба на секој да му го кажам моето мислење. И јас мислев дека треба да докажам дека сум во право. Сега знам дека ми треба мир. Не сакам да сум во право, сакам да сум во мир. И знам дека мојата мисла креира и манифестира и затоа внимавам на моите мисли, иако денес не внимавам на моите мисли, туку само гледам како се чувствувам. Во текот на денот најбитно ми е како се чувствувам и само ја следам мојата емоција. Ако ми дојде емоција да креирам нова програма и да на сите вас ви пренесам дека животот ние го креираме, ние имаме моќта и дека ние можеме да го промениме она што не ни се допаѓа, а тоа е одлична вест. Значи имам манифестирано нешто што не ми се допаѓа, можам да манифестирам и многу подобро од тоа. Затоа сакам мојот пат да го пренесам на вас и она што јас го правев да ви го пренесам на вас и сите работи кои што на почетокот за мене носеа резултата, тоа се медитација, благодарност и афирмации како првобитни и почетни, а потоа и останатите методи, да, верувај дека мене тоа ми го промени живот. И затоа јас ти го пренесувам моето искуство. Пробај, тестирај, не мораш да ми веруваш, ама тестирај, дади си шанса да го промениш својот живот. Медитација секое утро, медитацијата ќе ти го смири умот и ќе ти даде мир и ќе ти даде свесност во моментот. Афирмации, тоа се изјави кои што ние само ги кажуваме позитивно. Наместо да кажувам дека не се чувствувам добро и да се жалам на нешто, одбирам да кажам дека се чувствувам одлично. Афирмациите функционираат на таков начин да ние однапред ги изговараме. Универзумот не ти дава нешто па ти да бидеш среќен. Ти треба да дадеш нешто, а тој ќе ти даде исто на твојата вибрација. Значи, јас се чувствувам одлично. Расположена сум, среќна, имам партнер кој што ме сака, уживам во животот и универзумот ми го дава тоа што јас го кажувам. Само потврда на моите афирмации. Благодарност. Зошто благодарност? Ако не си благодарна за ово што го имаш, универзумот нема да ти даде повеќе. Тоа значи дека првиот чекор кон изобилство е благодарност. Ама јас кажувам и свесна, однапред благодарност. Сакам нов автомобил. Благодарна сум за новиот автомобил што го имам. И пред да го манифестирам, затоа и благодарноста ја бројувам во методи на манифестирање. Однапред благодарност. Ама благодарност и за се оно што го имам тука. Имам пенкало со кое што можам да си напишам приречник за манифестирање. Имам пенкало со кое што можам да ја напишам програмата која што ми е креирана во мојот ум. Имам интернет и можам се она што го знам и што мене ми го променило животот да го пренесам на многу други жени. Имам вода, која што ми е многу битна за моето здравје. Имам здраво бебенце, јас сум здрава, имам сопруг кој што ме сака. И благодарна сум за сите работи кои што ги имам во мојот живот. Ама свесна благодарност. Дали ти си свесно благодарна?
Ако не, почни од денес. Свесно, секое утро кажи благодарно за се што имаш во животот, универзумот нема друга опција освен само да ти одговори со давање. Ова има, ќе дадеме уште. Така функционира тоа. Уживај во денот, уживај во животот, уживај во се што го правиш и најважно нека ти биде да се прашаш како се чувствувам. А универзумот само ќе одговара на твојата вибрација и на емоцијата која што ти ја имаш. Ти посакувам да уживаш во ова видео, да уживаш во денот, да уживаш во животот, да уживаш во се што правиш и да најдеш исполнување во она што го правиш. Чао!